Добре дојдовте на местото каде што звездите отвораат душа. И оние од естрадата, и оние од политиката, и оние од науката, и оние од уметноста, и оние од нашиот еснав. Токму еден таков човек, слободно можам да кажам звезда, и тоа можеби најблескавата во нашата професија, имаме денес за гостин. Нема кој не го познава, особено кога ќе му го слушне гласот. Нема кој не го слушнал она пријателки, пријатели, добар ден и добре дојдовте, ама јас не знам така добро да го изимитирам како што тој природно знае да го каже. Македонската радиоводителска легенда и диџејска, слободно можам да кажам. Човекот кој сите нас не едуцираше, барем од оваа страна на микрофонот, а сите вас од другата страна ве и едуцираше, и забавуваше, и наградуваше. Со еден збор, човекот кој е идентитет кога е македонското радиоводителство и македонското новинарство, кога е забавата и музиката во прашање сиве овие години. Повеќе од 5 децени беше идентитет на македонското радио, на Радио 2, но и на македонската телевизија. Човекот кој се пробали во некои други медиуми и во печатените, но за тоа ќе зборуваме подоцна. Единствено, нешто што можам да кажам дека велат секоја точка, кога ќе ставиш точка, е завршеток на една приказна. Ама по неговата точка има уште 2 или вкупно 3, па приказната и понатаму продолжува и покрај тоа што неодамна се обиде да го одигра последниот танц. А зад неговата средна буква стои само една точка. Ако кажам Б со точка, веќе знаете. Ама ако кажам Драган Б со точка Костич, па нема кој не знае. Добре ни дојде, маестро. Добро, Надо. Драго ми што доаѓам. Не исклучувајќи можноста дека кај другите кај сум гостувал, особено последниве можеби месеци, не се професионалци или не ја сакат оваа професија, но драго ми е што гостувам кај вистински професионалец. Знаеш зошто? Затоа што знам дека имаш портфолио новинарско, дека имаш портфолио медиумско, водителско, знам што си работил, што си направил и драго ми е кога седам со некој со кого што може да разговарам и за професијата, за луѓето во професијата и општо за состојбите во кои што таа се развива како дел од секојдневието. Сега срам ме фати, ќе станам да си одам стендап ќе правиш сам. Не. Ти благодарам да не испадне сега дека се фалиме, јас на вистина искрено од срце го мислам ова и знам дека тоа ти го мислиш, ама не сакам да испадне дека она како велат нати го дај ми го, туку ајде да видиме новинарски, кој веќе тргнавме со новинарството, да тргнеме од последното, го споменав последниот танц. Беше ли нужен да се одигра последниот танц и дали е после точката точка или ги има и оние 2 точки? Знаеш, па се вкупно 2 точки ги има, сполајмо на Господа да ги продолжи и ги држи што почесто и подолго. Тоа е да символика. Last Dance или последниот танц е често среќавано и во музика, фраза една која генерално означува заокружување на нешто. Јас немав намера да тоа кажам, сега ќе се простави да тоа биде некако патосирање на некакви емотивни состојби, не. Едноставно сакав да видам, да соберам што може повеќе луѓе од некоја генерација, за да направиме една заедничка забава, да направам ја преглед на времето во кое што јас сум творел низ 2 часа музика, низ инсерти и решив од една причина. Не сум ви кажал зошто. Ова е прв пат. Само ти кажам дека обичај ни е да кажат барем 2 до 3 работи. Ја ќе ти кажам повеќе. Така. Благодарам. Зошто? Затоа што се помали се просторите и се помалку ги има кои таа представа клубска, односно во живо, односно генерално ставена како диџејска. Има се помалку простори за такви како мене. Има се повеќе простори за луѓе кои доаѓаат од некакви други милиеи со зреваат во друга атмосфера. Јас своевремено кога почнав телевизиската емисија, која била подкаст, макар да е правена на телевизиски начин, без точка, за која се гордеам многу, ја направив зошто? Во една прилика, кога реновирав ни станот, дојде еден човек кој водовод правеше. Негде село Мралино и таму некаде. И ми рече, господине Костич, ние сме колеги. И јас го гледам, си викам, слушај, брат, ја од водовод знам да пуштам и да затворам чешма, а не знам ништо друго, да викам да помош комшијово таму или тебе. Вика, не. Јас вика, во мојата околина, значи таму каде што ти кажам дека доаѓа, свадби, забави, слави, родендени, сунети,
правиме, вика, журка, и јас сум и диџеј и водител. Затоа ви реков, ние сме колеги. И јас си реков, ако овој човек може да биде колега мој, зошто јас не можам да направам телевизиска емисија кога видов дека Јолевци, Долевци станаа пред камера, а јас не можам. Ако ме викне некој, нели, или ми нудат некакви проекти од кои ми се застрамил еден ден, и реков, добро, јас ќе направам телевизиска програма. Не дека не сум имал телевизиско искуство, изговорено, не дека сум бил под... Да, и ти знаеш под какви луѓе, впрочем, сум бил едуциран. Од Васил Пујовски до луѓе кои знаеле што значи да бидеш уредник и што значи да имаш одговорност кога ставаш некако пред камера. Значи, знаејќи го се до тоа, јас се обидов да направам емисија, мислам дека беше многу успешно, не беше некоја може значена телевизија у тоа време, така да мислам дека да беше друга телевизија, ама на тие телевизии каде што треба се појавуваат такви луѓе кои имаат влијание во позитивно од турски серии, така да оној ми вика ја на еден наш заеднички пријател. И политички дебати. Така е, добро. Ја еден наш пријател Ристо Самарџиев, кој е уредник на Телма, увикам дека да сител, да се извинам, и увикам види емисијава е гледана, не знам, овие ми викаат има вака и вака гледаност. И он вика не се оправа, они нема ти кажат, вика ние во прайм тајм имаме гледаност, ви каже нека гледаност од која ја викам, види, во тоа време турска серија, да. Готово, крај. Нема време за мене и за тебе таму, сега. Да, ама приказната е малку и поинаква. Тоа што ќе му го сервираш на народот и постојано нудиш, со тек на времето станува мејнстрим, па добива гледаност не знам каква. Ако било ова, а не тоа... Ама Тони, колку е време трајањето на генерацијско време трајање на еден човек во неа? Значи, тој има време од младоста, да кажеме, од 18 години, кај што се веќе до рана младост, повеќе го интересира други медиумски структури, одошто телевизија или радио. Значи, ама од 20 и некоја, па до 50 и некоја, тоа е тоа. После тоа тој губи интерес и него му се интересни сериите кои ги гледа жена му. Тоа се турските серии. Нели, готово, заврши. Значи, ама таа приказна, ако во нареден период не измислиш нешто ново, продолжиш со турски серии, немам ништо против нив. Ја велам дека ги узурпиравме на исти начин кои и бразилските, кај латиноамериканските, и за дека ја узурпирани. Значи, тоа што ќе им понудиш, да, ама треба да имаш трпение, да понудиш вистински вредности. Кога и да е, еднаш некоја мора да... Така е, оти... Не секој фрлање на јадица паќа риба. Така е, се согласувам. Ама генерално сака да кажем нешто друго, дека понудените работи кои имаат вредност остануваат како вредност и стануваат нешто кое ги едуцира новите генерации, а од турските серии не верувам дека нешто ќе научат сем плачки, тепачки, семейни расправи, убиства и така натаму, да не сакам сега да навлегувам во сценаријата, ама така е. Ама нешто, јас за себе поѓам од себе. Ако ти имаш семе кое треба да го посееш на оваа почва, не секое семе ќе изрти. Ама од тие изртените, една десетинка нека биде успешна да сака да продолжи. Не да биде врвна, да продолжи. Мал број од нив може да успеат. Сакам да кажам, сеј, еден ден ќе изртат нови луѓе. Ама овде сејачот нема слух за тоа, тоа е главниот проблем. Да. И оној кој му дава семето кој е да го сее. Така е. Добро, да се вратиме малку на твојата кариера. Ако ова беше крајот, ајде да одиме на почеток. Значи нема да има Less Dance, е само една фигуративна состојба во која што јас нема веќе да излегувам на големи настани, да бидам по клубови како Колосеум, да го полнам 12 пати со по 2000, елемент кој го полнем со по 3000, 20, 30, 40 пати. Не ми треба. Би уживал да можам во некој полн простор, да седнам во ќоше, никој да не ме забележи, да пуштам одредена музика 2 часа за ресторан ли е, кафе ли е, што и да е. И некој да праша, кој е што пушта музика, снимено би ли е? Тогаш може да каже, тој е тој. Тоа сакам да го направам. Тоа е така и во многу области, и во нас со кој цел живот јас и ти се занимаваме. Во музиката, оние кои ги има во енциклопедиите, кои измислиле одредени жанрови и се носители на одредени правци, не полнат веќе стадиони. Полни Ријана и Бионсе стадиони, а не знам, еден, Биби Кинг, да го споменам, кој свиреше во Универзална за 1500 луѓе, ама го измислил блузот човекот. Види, добро што спомена енциклопедија. Еве на пример во нашата енциклопедија, македонска енциклопедија, која ти знаеш дека
дека на времето требаше да ги направам оние 5 диска кои требаше да бидат основа за македонска енциклопедија, поинаку ја сваќав ја таа енциклопедија и иако ја имав некаде 70% напишано, ја оставив, нека ја работи некој друг, бидејќи не се совпаѓа со мојот концепт на енциклопедија македонска, бидејќи македонската популарна музика е конгломерат на време и на многу трендови, кои горе-долу во основа немаат некоја заедничка точка, ама се развивале така. Ако погледнеш колку луѓе кои биле денес и денес се уште во народната музика, фолкот, почнале како пејачи во популарна рок музика. Ја би рекол Поп, шлагерска, 80-90. така. Значи, ти не можеш такви да ги Драган Мјалковски што е рокер, некој ќе каже кој правил рок енциклопедија, не го ставил таму. Ама Драган Мјалковски тргнал и јас сум му водел каде што свирал со Биз Без, односно го придружувале Република 903. Така е. Значи, ние ја направивме основната грешка. Океј, направена рок енциклопедија, одлично направена по урнек на некои светски примероци, но мала е приказната. Не можеш ти од една приказна за која го знаеш и почетокот и крајот и тука и таму по нешто оставиш да ја разлечеш како мастика за џвакање и тогаш правиш книга од 500 страници, а нашата енциклопедија не, треба да е музичка енциклопедија треба да има 500 страници. А повеќе кога ја правеше својата и кога би имал можност да денес излезе, што значи тоа поинаку од ова што е излезено, да кажем? Јас сега ти донесов некои работи кои се интересни да се видат. Камерата ми е вака, може да покажам. Да покажеш, послободно. Види, ова е нешто за што ќе жал до крај на животот. Ова е историја на македонската забавна песна се вика. Така. Јас навистина ми е жал што ова не најде слух ни во Министерството за култура кај што ме одбија. Јас го чувам дописот кај што велат дека парафразирано немате достаточно искуство професионално за да може да правите ваков проект. Што беше ова? Јас одбрав 100. Што значи дека не може би тоа е личен избор. Само мала дигресија. Што значи тоа немате доволно искуство? Тој што го проценувал твоето искуство имал повеќе од тебе искуство, дека ти немаш искуство? Да. Например, тоа е жена, ја не спомнувам имиња, но ти имаш подкаст. Која е личноста? Да, не е една од таа беше председател на комисија, таа се вика може да кажеш? Не може да кажеш, ама ако не сакаш не ќе да спомнувам, луѓето знаат кој е, таа беше председател на тоа. И таа има повеќе искуство од тебе да процени дека ти немаш искуство. Да, и тоа знаат те погоди, што беше идејата? Идејата беше да одберам 100 песни. Велам дека тоа личен избор, дека сигурно некој друг би направил други 100. Јас доставив на јавно гласање и ги биравме песните од гласање од она серија кога бирав Евергрин 50 години македонски Евергрин, нели? И тоа е исто субјективно е во секој случај, но секој ќе правиме муабет би сакал на тема Евергрин, што е Евергрин, зашто многу луѓе грешат и поаѓајќи од таа погрешна перцепција на Евергрин прават грешки и во сопственото воспитување и воспитувањето на други. Па многу што име Евергрин, добро. Јас реков вака, ајде направив 100 песни кои се клучни за историјата на македонската популарна музика генерално, и една од тие ја направив како урнек беше Еден бакнеш. Еден бакнеш е клучна песна во македонската историја, на историјата на македонската популарна музика, бидејќи таа прва песна што вели Ѓоко Ѓоргиев, кога го имав снимено на времето, па сум го искористил сега кога го правев и посткумно. Кај што вели ние низ македонската песна која успеа надвор низ Југославија, тоа за прв пат ги учевме луѓето на јазик, дека кога излегла Еден бакнеш, групата 4M мислела дека е тоа дори се сетам, знаеш, Алцхаймер работи сосема во непотребно време, отмеле парафраза на Еден бакнеш, Еден бакчиш. Еден бакчиш. И ја превеле, ја пееле како Еден бакчиш, дека Ѓоко Ѓоргиев не им рекол, тоа не е бакчиш, тоа е бакнеш. Пољубац. Да, ама дека Југославија за прв пат на широко поле почна да учи за македонскиот јазик преку македонската песна. Јас тоа го знаев и направив прекрасна песна. 8 часовна беше 8 минутна беше приказната, каде што беа Нина Спирова, Зоран Милосавлjević, каде што беше авторот на песна кој што беше жив, текстот писецот. Прекрасно е тоа. Прекрасно е да се гледа и кажеш,
Ова е историја во 8 минути. А замисли 100 пати по 8 минути. Тој не знам, треба музеј да се направи. И они ми рекли, не ми го примија. И тоа ме боли, и мене ќе ме боли и ден денеска. Може ли јас малку само да те прекинам, да го видиме нашето, да го видиш нашето видување на ова приказно, па ќе продолжиш. Може ли? Ајде. Драган Б.Костич има 100 приказни за 100 песни, ама попусто. Тие што требаше најмногу да ги слушнат се оперирани од слух, па остана глувонеми. Драган Б.Костич нема кој не го знае. По Радио Урнебес, Диско Селектор, заборави ако можеш, Кавервил, Чартфайл, Б. Наред стигна и проектот наречен 100 приказни за 100 песни. Овој пат Б. Костич ја обсервираше македонската музичка сцена, незините случувања, најголемите и непознати хит песни, нивното настанување, изведувачите, авторите и уште што ти не спакувано во посебна аудиовизуелна приказна за секоја песна. Проект тежок да се создаде како планина, а значаен како цела една историја што всушност и е. И тоа специфична, своевидна, оригинална, единствена, нешто што ќе остане како документ за навека, за идните поколенија, за постоењето, битисувањето и обстојувањето на македонската песна, како дел од културното наследство на македонскиот народ, како нераскинливо ткиво од неговиот идентитет. Арно, ама за кого? За кого бијат камбаните кога оние што треба најмногу да ги слушаат кога во црквата влегува само нивниот поп. Македонската радио легенда Драган Б.Костич има 100 приказни за 100 песни, ама попусто. Тие што требаше најмногу да ги слушнат се оперирани од слух, па остана глувонеми. Без трошка чувство за национална важност, за историско значење, за нешто што е битно и за нас и за нив и за нивните деца, за сите. Пилјарско-пазарџиското чувство само за тезга од која се има ќар, повторно ќе преовладее, па бидејќи од ваков проект за некого нема есап, нема што да се замара и да губи време. Ова не се мери на кило, а не е ни жива мера, па некој друг нека му ја мисли. Така проектот злато вреден остана нереализиран, не барем до крај. А идејата гениална, идејата го движи светот, а реализацијата го озможува напредокот. Ама кога некој салиери не ја разбира ниту идејата или баш го заболе за неа, нема ни реализација, ни напредок, има само тонење во калта или во живиот песок поточно. Но белким сите не се исти како досега, па затоа надежда последно умира. Со истата таа надежда дека набргу проектот 100 приказни за 100 песни ќе биде докрај реализиран, евеа неговата приказна на авторот и водител Драган Б. Костич за тоа како од тогашната власт бил очаен, отфрлен и изигнориран. Тие почна приказната, Не знам, да ти надополнивме. Изворедно, јас сум навистина трогнат. Ја ни на крај памет не ми беше кога го донесо ова, не знаев дека ќе го направиш. Видиш, случајно се погодивме муабетите. И тоа така заврши. Има ли надеж? Види, да ти кажам, или се откажа? Човек се разочарува. Во меѓувреме короната покоси многу вистински вредни луѓе, покоси многу луѓе, но и луѓе кои беа дел од тие мои сознани дека треба да бидат дел од таа приказна, замина, тоа ми погоди од Канго, од Вучич, од еден куп луѓе, од Мари Бабич, од Џорлев. Значи, еден куп луѓе замина, така што и повторно, немам сили, признавам, немам сили да се плеткам и на некој деловен магнат му објаснам, слушај, и Не збориме сега за магнати, збориме за институциите на системот. Тие немаат, буквално немаат чувство. 4 пати ме одбиваа во Министерството за култура. Ме одбива за книгата Заборави ако можеш, која е направена, за неа посебно ќе ти раскажам приказна, ако имаме време, што ти е подкастот само 1 сат. 80 и 81. Ќе ти раскажам за овие 2 книги, како некој ги прима надвор. А ја не сакам веќе да ги протежирам да излезат надвор. Ме одбија заради, реков, ајде направам јас еден подкаст, ама на начин на кој што јас сакам, не вака со окей. Секој има свој пат, свој начин. Јас сакам да имам институции кои ќе застанат на мене да го решат тоа правно, да кога зборувам за историјата на популарната музика генерално, да
имам некој кој ќе ме поддржи како да го решам правно користењето на материјалите. Така. Значи, не можам јас. Јас ги имам. Имам едно од најбогатите видео залихи кои постојат веројатно на овој Балкан. Дури оние што се на YouTube го собственици. Аудио посебно. А видео. Јас потрошив тон пари, купувајќи од луѓе низ цел свет кои ми испраќа. Имам пријатели од Австралија кои купуваа за мене, знаејќи дека правам добро. И се тоа го имаш. И што тоа ќе замине со мене. Бидејќи не можам да го изложам надвор, бидејќи треба да идеш да молиш некого за некои смешни сумица кои што ги плаќа за некоја вечера ручек некаде во некоја од скопските ексклузивни кафеани. Добро, Не можам да го направам ова, чувствувам болка и тоа требаше да го направи некоја институција која знаеше дека може да го направам, дека има и други луѓе кои знаат да направат денеска, но дека авторитетот е тој кој малку отскокнува во мојот случај. Требаше некој да каже да, еве ти државата да ти помага да го направиш ова да остане. Ова ако некој го гледа вечерва и утре условно зазвони телефон и каже Драгане, ние видовме, слушнавме, би сакал ли да дојдеш на еден разговор, зборам од институции на системот, би рекол ли да? Зависи на каков разговор, јас сум бил на стотици разговори кои завршувале многу јалово, зависи кој стои од таа страна како понудувач, во кој ранг и во која личност е тоа која ќе го понуди тоа. Да идам на некој разговор со некој да ме види, да го видам, да испиеме кафе, немам потреба, сам си бирам со кого ќе пием кафе, така да зависи од личноста која ќе го понуди тоа, иако тешко верувам дека некој тоа ќе го направи. Не. Така. Тоа не. Океј, ајде да се вратиме малку на почетоците за кои повозрастната генерација знае, овие помладите не знаат како започнала приказната. Сам спомена на почетокот син на печатарски работник, човекот кој ја формирал првата печатница во Македонија, а не заврши тие води, туку заврши во сосема нешто што е, иако веројатно има новинарството со печатените медиуми, барем имаше доскоро голема врска и допирни точки, ама сепак не заврши ти како твојот татко, туку нешто што верувам дека никој во фамилијата не бил пред тебе. Бил. Бил? Не пред. После мене. Ние сме, татко ми е еден од најпочитуваните графички работници во историјата на македонската графичка. Затоа што тој ја направи за сегашни времења, тоа како да зборувам за камено доба, ја направи првата машина сам графички работник по вокација е слово слагач, тоа е еден од многуте, таму имаш машинисти, имаш вака, но тој бил имал ум и имал дарба за тоа, направи машина која е голема колку 3 работни маси, која печатеше кутија за цигари, која виткаше во исто време, поаѓа од овде, ја витка во исто време и ја подготвува, значи постои можноста да од страната се достави да може да се полни. Ја лепи, ја прави све комплет. Бил наивен, веројатно су го наследил тоа од него. Во тоа време во Југославија дошле неколку такви научни експедиции од таа бранша, некои од Словенија кои дошле, го ги побарале документите да видат како е тоа направено, никогаш не одговориле, а бидејќи не знаел, немал никаков можен контакт, таа машина и веројатно од тој тип е направена некоја машина негде во Словенија, као е словенечка машина. Значи, брат ми го наследи татко ми и е еден од, според мене, еден од најдобрите графички, отиде во пензија сега пред година дена, извонеден графичар. Имаше собствена печатница, извонеден графичар. Научил татко ми. Ама па, уште нешто. Дедо ми, таткото на жена ми, мајка и работела во Гоце Делчев. Почетница Гоце Делчев. Татко и бил, не знам, до пензионирање. Значи, многу строг човек, а му бев омилен зет. Тројца зетовци имаше, двајца да не се живи. Беше раководител на најголемиот одел во Нова Македонија. Тоа беше ротопечатницата. Таа беше 3 ката голема. Може да мислиш колка е таа машина кога ти треба да се качиш на 3 ката. И тој беше, таму се печата и рок, и Нова Македонија, и джубокс, и све се печаташе таму од Југославија, таму ги печата најдобра беше. Едно од најквалитетни. Не, да, и јас потекнувам од такво едно семејство. Тројца браќа на татко ми исто биле графички работници. Ама што направила државата? Еве ти пример. Државата ги испратила да се
едуцираат повеќе, бидејќи биле од деда ми ги земале занаетот, да се едуцираат во Србија. И таму остана. Таму остана, со жени за Баначанка, ќе се врати назад. Не, сега. Да, мислев не си наследил од никого не си наследил да го работиш ова што го работеше, бидејќи добро, радиото. Добро бе, Тони, ама јас правев списание шоу. Така. Јас правев списание Диско Селектор. Јас правев списание Хит, кој излегуваше неделно. Јас сам технички го опремав. Сам го цртав, значи го дизајнирав она што денеска ги вика дизајнери или не знам. Ја во 90-ти години сам го работев комплетно. Не знаев како се работи. Учев, научив. Тоа што е потребно. Затоа друго не. Некој повеќе на фанзини, но имаше и некои кои беа сериозни списанија. Види, тие фанзините беа специјално само за радиостаници. И затоа беше многу драго. Ја едно време види. Мало е Македонија, е мал простор. Такви фанзини, знаеш, ја имам неколку фанзини во Англија кои имале илјадницки тираж. Значи, фанзинот е фанзин, ама тој е подкаст. Така. На она што не може тамо, може вамо, така, нели? така. И требаш да го прочиташ и тоа да видиш каде е вистината, најди сам на средина некаде. Така. Зошто не обстана ни едно од тие писанија? Не барем на подолг период, се некако се појавува, па се губеа, се појавува, па се губеа. Кога Диско Селектор кој доживеа 6-7 изданија, тоа беше, јас сум нескромен кога го спомнам Диско Селектор, например 5, 6, 7 број, тоа беа веќе далеко над содржината и изгледот и на Jukebox, например. Ја не ги во едни новинари има, но дизајнот, содржината беа многу поблиску до публиката која во тоа време созреваше. Тоа беше во 88 година, беше 6-тиот број на Jukebox, за кој зборувам, за Диско Селектор, кој беше фантастичен, изгледаше, ја не носам ни еден од тие брои да видиш. Тоа е содржинските изворени. Но ја што правев? Јас сакав да бидам македонец и да бидам петел на сопственото буниште. Не ми требаше да пеам. Ја бев разочаран. Отидов на Ерик Клептон, таму на 70 години, имав акредитиран бев, се беше вред и таму како одеше. Излегува тој што води целата конференција и вели господинот Ерик Клептон, неговиот менаџер, дозволува двајца луѓе кои ќе прават интервју со него. Едниот е Пера од Белград, другиот е Зоки од Загреб. Готово, ви сите соберете си праталите и готово. И ја реков, па не сакам да бидам ја. И конечно ме разочара кога беше Live Aid-от. Live Aid-от јас го водев заедно со Михаил Бошковски и со Љупче Јолевски. Тие користеа Драгано Википедија. Немаше Википедија, не постоеше. Ама имаше не, имаше 70 тетрадки со по 100 листови кои стоева на маса пред нас, од каде ги црпевме на брзи. Немаше каде да дознаеш, немаш. Имаше Jukebox Rock, ама тоа не можеше на тој начин да го дознаеш како да го презентираш на гледачот. И ги имавме на слушалки, ги имавме луѓето од Белград. И кога видов дека тие сами себе се преценуваат, сами себе меѓусебно се поценуваат, дека обрнуваат многу повеќе внимание на небитни работи, одошто јас би сакал да ги презентирам на обичниот гледач и ми реков на моите двајца колеги, пријатели, вади слушалките, ние ќе самите. Значи, тогаш сватив дека ќе се бидам петел на сопственото буниште. Но, да пробам како е на тоа буниште. Едниот од броевите го отпечативме латинично со троен тираж. Ако овој беше, да кажеме, тој беше тиражот негде околу 5000, тој што беше за надвор, а овие македонски 1500 примероци беше Диско Селектор. Секојаш ми се враќаше, како се вика, рентата се враќаше 40-50% ми се враќаше као непродадено, не кријам ја тоа, а ниту единствен број на Диско Селектор, печатен на српско-хрватски јазик латинично, не ми се врати. И ми беше исплатено до последен динар. Значи, касетото се продало. И сега ти викаш, како јас... Добро е, Тони. А јас 22 години 8 месеци бев хонорарецом македонско радио. Тоа сакам да те прашам, мене ми е тој парадокс, си го кажал и сме били заедно гости на некои други и емисии, и подкасти и така натаму. Меѓутоа тој парадокс е, ја мислам, единствен, не постои друг човек кој стигнал до тие височини, до тој врв, а при тоа да бил така, ајде да не
употребам погруп збор, ама запоставуван и потиснуван, да не речам малтретиран. Имаше ли тенденција во сето тоа? Кај е проблемот? Мислам, тоа се со образованието, формално, неформално, знам и други кои... Како после можело да се реши? Не. Како после можело да се реши? Тоа е крајот на приказната, но паралелно со тоа познавам и други колеги новинари, можеби не од нашата бранша, дури што е пострашно, ако е веќе застрашно. Зошто немаш степен на образование, кој беа во, да речеме, во информативната програма и на радиото и на телевизијата, до турка и до уредници, па и главни уредници, а формално нема Нашиот драг заеднички пријател Пепи Ренџов имаше земјоделски факултет, а беше вработен во Македонска радио втора програма како музички новинар, а имаше земјоделски факултет. Некој Он е одличен факултет да беа уредници, но тоа напротив, имам многу високо мислење за тие луѓе, но како можеше за едни да биде радиото мајка, а за други маќа? Сега се прашам, ти си сведок. Не знам да се сеќаваш, а би требал. Бидејќи тоа е еден настан кој се случил каде што ти и твојот некогашен колега во водителството на Македонската радио телевизија Иван Мирчевски водевте, не заспиваш сега. Не, шоуто мора да продолжи. Да, мора да продолжи, да. Во еден бик на промена на власт, дали беше целосно или деловно, некаде во зграда, големата зграда, имаше некаков коктел, зашто некој од тогаш ВМРО да е на власт, не е небитно, имаше промена на власт и се праше некаков коктел. Јас, 6 или 7 години, бидејќи никој друг не е ова не скромност, туку е фактографија, лично. Ниеден друг во Македонската радио телевизија немаше ни трунка доволно знаење да може да во тоа време ја коментира Евровизија. Прво не ги интересираш, да кажеме до толку. Јас 6 години, јас ја коментирав на Македонската радио телевизија. Секогаш имав на ум, тука некаде стоеше, а еден ден ние ќе излеземе надвор. Ние ќе видиме дел од ова. Јас сакам да видам во македонската репрезентација. Јас го познавам сето ова изворено. Сакам, а кој друг би дошол? Значи, некој селектор кој... Не селектор, презентер. Не презентер, телевизиски презентер на оно што се случува таму. Тоа беше, ти велам, некој коктел и ти ја сигурен. Прв пат Владо Јаневски треба да оди во Англија. Каде беше? Јас не сигурен, туку пол себе. Јас, кој, не може ова сјалица свети овде, Савера е тука да свети. Јас се сеќам дека и двајцата, и ти, и Мирчевски дојдовте со многу така чувствувам некаква почит, како што ми рекол да Драган, да ти кажеме, вие сте го чули тоа други таму пред мене, а нема да одиш ти во Англија. Рекол, вие двајцата да одите. Не, вика, друг ќе оди. Оти друг. Ја знаеш како се осеќав? Како некој кој си го оставил, не на дожд, си го оставил на кал врз него да паѓа. Одлуката беше на тогашниот генерален директор. Отиде девојка која јас и бев протеже, ја покривав и давав идеи и помагав да работи, и окей, добро. Ја велам, што можат еден пар убави нозе не може да направат ни 3 мозоци на Ајнштајн. Вред, но. Ова е добро. Но можеш да дојде да каже извини, ме одбра. Како да не одам? Ја ќе каже оди, да ти помогнам ако може. Ама дојди кажи ми. Јас те при ништо. Од тогаш јас кренав раце, не. И Перо Камиказа и заедничкиот пријател ме уништи да направам нешто што не сакав да го направам. Реков никогаш повеќе јас нема да застанам с каква врска да има Евровизија, јас не сакам воопшто да имам било каква врска со Евровизија. И што се случува? Арно, ама Перо Камиказа, како ја го сакам многу, затоа што е он е што на ум тоа на друм му е него, знаеш. Јас единствена политичка припадност, не политичка припадност, припадност кон авторитет еден за кој што мисле дека тој да беше избран за градоначалник, па тој ќе идеше во станови ќе им влегуваше на оние кои мора да ги натера да завршат работата. Така ви е Перо. Како чиста снегот пред врата. Тоа е многу интересно приказна. Еве тоа е. Кога јас го водев ова, јас го водев ова. Си извинувам што гаслав, половина Скопје излеа го има истиот вирус. Половина Македонија, Скопје. И вика, Перо вика, мора да дојдеш кај мене, Перо беше заменик на генералниот директор
Да, Викам, по дефолт. како- па диволта како оди тоа, не знам. Масевски беше уредник На забавна Забавна, продукција, редакција во телевизијата, Да. Pero беше на продукцијата. Да. И да, ама он беше заменик на генералниот директор од тоа време. Така е по И вика, ти мора да дојдеш кај мене на муавет. Важи Перо ке дојде. Влегувам натаму, има една девојка. Не знам која. И тој почнува своја тирада, слушај, ти ќе водиш Макфест, Еврофест, Евровизија или како се вика, Еврософт, да. Евросаунд. Не, јас се смејам, ни мртов, а не жив. Не, мораш. Ја го раскажувам, Перо, сакам да го прикажам како ви он и јас во каква ситуација сум се нашол. Он е, пази, во тој момент е авторитет во куќата, ама он ме почитува до нема и каде. Ама сега мора да брани куќата. И ми вика, ти мораш да бидеш, кога му реков, не, гледа дека мора да приде на некој поинаков пристап, вика ми, Драган, види, генералниот директор, а директор во тоа време генералниот директор беше оној Лјупчо Јакимовски. Тој му кажал, види, Покојниот. и да, тоа. ово вика, овој му го нуди за водител, дека не може. Овој крадел не може. Овој не, него и фриждер доставам ќе го видам, не може. Не може, не. И овој немал веќе никого, вика, Драган, хоće? Може. Може. И овој вика, ми кажа, може ти. Не бе, не може. И вика, види, авион у фиока авион пиштол бе. Абе, два да имаш, не помага, стварно овака тече повед. Ти мораш да видиш. И кога на крајот немаше више што да ми каже, абе ја ќе ми збркаат ако не успеам да го направам, еве Евровизија, а ја немам водител. Викам, добро. За не те бркаат. Точно парафраза беше, да. Така. Нема да ги збркаат сигурно, но он употреби последното оружје. Вика, добро. Олесни вика, да ти ја покажам, ово ќе ти биде водителка со тебе. Девојката не ја познава. Прв пат ја гледам. Ја прашам без златна, убава една. Што си водела ти? Интернет. Тоа е некоја емисија телевизиска снимана за интернет. И ја викам, добра, во живо си водела некош? Не. А како ќе водим? Перво га, немој, ќе се усредиме тоа, све ќе се. Тикви не го средивме, тоа беше... Јадно бедно мене ми излеаше од тоа време. Тоа беше сепак... Тоа беше првата учествував на Евровизија, гледав како е Евровизијско гласање. Ако тоа било кај нас така, а беше, сведок сум. Како ли било низ Европа? Мислиш дека тие се не. Тие се ако ние сме расипани, тие се уште порасипани. Да, Швајцарското сирење не го измислиле швајцарци. Го измислиле балканци, па швајцарци да го продале како швајцарско сирење со дупки, нели? А таму беше у последен момент го дознаав ја кој е победникот, кој имал најмногу гласови, се беше така некако. Перо направи се што требаше да направи, ама јас тогаш ќе водев Евровизија и реков никогаш повеќе. И среќен сум што не го правиш. Да те вратам 74-та. Твојата прва, да речам, радиоемисија, по која и останата препознаваат. Диско селектор, така Не ли? е моја прва емисија, исправам. Не. Прва водителска емисија е таму. Водителска, така. На тоа мислев и некој пред тоа учествуваше во подготовките на емисии кои некои Комплетна други реализација и таму ги водеа Димитар Чемков. Димитар Чемков само според Ѓоко Ѓорѓев, ја немав соодветно квалитетен говорен орган. Стој така. Соодветно квалитетни говорни органи. Да. А пази сега, таа емисија, види ова слика. Гледајте оваа слика. Ова е, вели, прва историја. Биди среќен. Види, поп албум, штиво за млади, први македонски часопис на македонском. Ова е објавено веќе новости. 400.000 тиражи има овие. Ова е прво, значи, каде што за радио луѓе, надвор од Македонија зборуваат, а ова беше подоцна објавено во екран. Значи, сакам ти кажам, тој новинар знаеше за емисијата, они не сликаа. Таа слика направена таму. Тоа е нешто што е кога ја направија првата емисија, тоа беше, знаеш зашто? Затоа што поп албум беше една содржина, ја бев роб на многу идеи, сопствени идеи. Ме натежнуваа. Ќе направив едно, го продолжував. Никој не знае дека што сакаат да кажат, може да кажат што сакаат. Но К15 е резултат на Пријатели добар ден Гиго и Цветко и Радио Урневе сподот снежниот. Со се тоа што беше таму. Значи, сите мои емисии има рубрики. Што не знаат, Бубо Каров беше дел од радиото и беше присутен меѓу другото. Добро, кога не знаат, ако јас сум кажал тоа, а и он мора да го признае, да не бев јас.
и да не беше Лјупчо Димитровски со авторитетот, и да не беше тогашниот уредник на Радио 2 Војко Рафаеловски со сиот негов авторитет, Бубо Каров не доше да работи во Скопје, ќе си останеше да видите династија на кавадарски начин што го правеше, а јас инсистирав на прашање на Војко Рафаеловски, слушај, јаме ние ваков во Скопје, не знам, викам ваков немаме, ово е многу интересантен, ама овој е музичар, викам, да го земеме ние од кавадарци, да го земеме. Телефонот го дигна и се јави на директорката на Радио Кавадарци, речи си Бубо утре да дојде. Знаеш како беше првиот работен ден на Бубо Каров? Не. А не? Да ти кажам. Не знам, јама не знам никој веројатно. Не, ова се све работи кои не сум ги кажувал ја. Толку многу ги има да цел тон ми треба 10 сат. Тогаш ги минуваат таписоните. Од време на време минуваат во студијата, во спикерните ги минуваат таписоните. Само што смениат таписони. Јас водев ноќна програма и продолжав на Радио Урнебес еден мал период, бидејќи тоа беше убитачно, ќе умрев таму пред микрофон, ноќна програма од 12 ноќе до 5 сабет, до 5, а Радио Урнебес почуваше од 6. Тоа беше надвор. И ја дојде Бубо, прв ден му е. Ја му вика, Бубо, види, да не се малтретираш, внимавај, немој кавадарички сленг, не заборавај, национално радио, гледај да биеш што почисто македонски, немој многу да зборуваш, утрински дел на програмата, вести, ова, она, кажи, 2-3 работи, тоа е, не зборим него. Јас умрем, викам, ќе легнам, ќе умрам иначе. И легнам на смислам доле. И там во еден момент се будам, сакам да се свртам, не можам, се вртам, не можам, отварам очи, што ќе видам. Легнал до мене, он лежи до мене и спие. На прв работен ден, свири музика. Викам, Бубо бе, викам, ќе лафеме после, не сега. Гото е, музика има. Значи тој е првиот работен ден. Ти знаеш дека ние со други зборови Бубо Каров го преспа првиот работен ден. Тоа беше утренски дел, Да. Добро, Бубо подоцна и имаме најинтересната приказа во македонско радио кој се заглавивме во лифтот, уште пред да го направи тој скок на македонско радио од Телма, од Нерези да прејде во новата зграда, тоа беше сложен еден процес, а само ние јас и Лјупчо Димитровски и Емин Унџел, тројцата, имавме клучеви од едно од најголемите студија тамо, горе во радиото. Најбољи беа, тие беа први опремени. Никој друг во цела куќа колкава огромна тоа машинерија немаше клучеви тамо. Ние имавме затоа што не работеше таа куќа. Немаше, доле имаше чувари за да не може да влезеш објект во градба. Во градба. Во еден момент се возиме со лифт. Ја, Бубо Каров, Емин Унџел, Лјупчо Димитровски, Јазда Франковска, 6 души мислам дека беа писани, не види. Тие големите лифтови. Не, во малите лифтови, тоа е циркусот на лифт е тока. И да се симнеме доле. А време веќе утрен, тоа е петок навечер, ние снимаме прилози, време 12 ноќе, нема никој во куќата. Нема. Ти можеш да умреш на тој да викајки, нема никој. И треба се синуе доле, ќе одиме дома, у 6 почне радио, ќе не соберат со так, зимаа со возило, не соберат да носи. После 2 спрата се заглави лифтот. Стои. Стои, ништо. И ние се свееме, паѓаме свеење. Мобилни немаше. Нема, мобилни, Емин Унџел како вие. Не може, он да помине 10 метра да не каже виц. Он каже вици и се измори, почна Бубо, ама Бубо крупен, голем, да клекне доле, не може да стои долго, ама ако клекне има за 20 простор. Значи, не може, јас на Франковска се исплоши, девојка да почна плаче. Викаме сите ние, никој не може да чуе. Тој негде беше нам, ми се чини втори кат е тоа. Втори кат беа студијата и пази чудо. Некој од турска редакција кои први добиле да се селат, нели? И доаѓаат и викаат, викаме, што правите вие? И ние не го гледаш, ниде не го гледаш. Помагаме, брат, ние сме овде заглавени. Колку души сме, кога кажаме, како ми толку души тој лифт од 20 сат? Не, ние сме. Чекај, вика да видиме. Почне да врти телефони, кому да врти телефони? Нема служба, нема ништо. Има обезбедување доле. И тие поима немаат, викнеме кога да викаме некој стручак за лифтови, што е. Го наоѓаат некој лифтачи кој го поставува лифтот, што го одговарат. Тој бил на Скопската Црна Гора. Ни го наоѓаат дури на тој лифт домашен говорат, не бе, тој вика оди на Слава. Леле, мајко моја. Излеговме у 6 сабајле. Да продолжиме на радио Урнебес. Правно Урнебес. Таа приказна за ние заглавени во лифт. Тоа е стварно Урнебес. Тоа е радио Урнебес. Баш така. Кажи ми, Бегам ја тебе, ама сакам да ти видам и тебе пријатни на оно што гледа. Диско селектор, радио Урнебес, преска БСО точка, како последно го споменавме.
од сите овие работи кои си ги работел како радио Најдрага? емисии, циклуси, заборави ако можеш и така натаму, што мислиш, две прашања имам. Кој си го работел со најголем кејф, со душа, и дали другите биле само после тоа некакво логично продолжување на приказната, и од друга страна, што мислиш, што е тоа што од сето тоа најмногу ќе остане? Не, како поим најдолго ќе остане диско селектор бидејќи најдолго траел. Тоа е едно. Диско селектор беше прозорец за светот на многу генерации во она време кога и имаше многу малку прозорци, некои ги пронаоѓавме кај се, што се сакавме да ги отвориме, некои не сакаа да ги отворат, некои мои колеги ми викаа, ама ти многу знаеш затоа што имаш и вестици, добиваш вестици, читаш, и ја викаме, другари, па купујте вие, ја ги купувам, купујте и вие, за знаете како и јас, не, значи не јас се велев, еден ден. Ако одиме со вакво темпо, со ваков начин на работа, ние ќе знаеме исто колку што знаат и англиските радио и телевизиски новинари, и ќе им бидеме и пандан, само ако знаеме да ги избереме вистинските таленти кои ќе ги ставиме пред микрофон и радио. И испада дека е тоа така. Диско селектор е неделен преглед на она што се случувало ни светот. Не верувам дека некој во историјата на македонското радио, во таа сфера, а и во другите сфери, освен вестите кои се за секого исти. Ја немав ја дадена листа на албуми, него сам ги одбирав од оно што го нуди светот. Како сум дојдел до нив, тоа е друга приказна, од кои сум ги одбирал според собствениот чувство за квалитет, највредните номери да ги представам и да го представам изведувачот. Заборави, ако можеш, сметав дека е едно поле кој нема крај. Само ти имаш доволно семе, да имаш доволно чувство да сееш, надвајќи се дека ќе изрти. Заборави, ако можеш, секој ден. Тешко се работи. Секој ден да раскажеш ти 10 најмалку 10 стои и 10 песни, ама зошто? Јас вика вака, кога ги направив двете книги, заборави, ако можеш, 1980-81 година, знам ќе ни остане малку време да сам тоа, ти го покажам што сакам, па ти сечи. Сечи, печи, што се вели. Не, има време. Види, јас, знаејќи дека англичаните сакаат шампионите да ги представуваат први, втори, трети, пети, и за ние направиле милион книги направиле. Ама ја во младоста, да кажеме, сум се загледал во некоја девојка, таа ми била таа, ама имала една песна која не спојувала и била 14 на топ листа од тоа време и толку била популарна. Ама мене би била драга и нејзи била драга. Значи, ама таа е 14. Никому ништо. 14 песна. Јас токму за тие песни кои беа доле, а кои остануваат, кои биле квалитет, кои нема да умре. За тие зборував јас во заборави ако можеш. Но не одеше, и сите знаеме оваа песна, тикви ја знаете. Евергринот, што е Евергрин? Сега споменавме преска за Евергрин. Што е Евергрин? Сите мислеме дека песна од вчера, па тоа е Евергрин. Не. Собери не многу повеќе. На се работи за, да кажем, за повеќе екземплади, ама собери 10 луѓе и кажем, напишете ми 10 песни за кои мислите дека се песни кои ќе се помнат, кои вие ги помните или кои ќе останат. Песни за сите времења, ајде. Секој нека напише. Сите ги различни листите. Сите. Ако на Не, по некој ќе се поклопат. Епа чекај да ти кажам, точно тие кои ќе се поклопат, тоа се Евергрини. Така е. А не овие кои ти си ги напишал, тоа е твој одличен избор. Ама ако изборот е на двајца тројца, тоа е Евергрин. Така е. Значи тоа трае. Ние двајца тројца имаме можеби исти вкус. Можеби се тоа песни од различни времења. Ама ете сме ги броиле од Наталис, тоа е Евергрин. Затоа викам, не е Евергрин од тој кој поимот Евергрин. Знаеш ли како се викаше порано? Денеска тоа не се вика више Евергрин, се вика ретро, нели ретро. Па понеделникот во Турист. Понеделникот за кој другите плачеле така да им биде во сабота, другите дискотеки, во понеделник морало да се резервира место. Понеделник беше Евергрин вечер. Тоа се вика ретро вечер денеска. Тоа било музика која била од некој друго време. Вакав натре, понеделник. Го спомена Турист, ама овие помладите, кога ќе кажеш турист, мислат дека е тоа некоја кебапчилница или овој, како се вика, сендвичара поново. Турист беше една од култните скопски дискотеки, беа неколку, Таверна, Турист, Мусандра, Панорама и така натаму. Си поминал скоро покрај Турист? Сега? Скоро.
Па, сега мислам дека е безвестрен Да. хотел, односно Не за друго ресторан. те прашам. На само 10 метри, иако е поставено на погрешно место. На 10 метри пред дискотеката, каде што е тоа, Има така. има плоча на која што пише дека ова е диско така. клубот туристот. А кога ти кажам дека скоро 700.000 луѓе додека јас бев, што би рекла денеска, general менеджер, ја бев водител на програмите на одредени денови и го работев клубот, организирав. Значи, преку 700.000 луѓе неразлични. Колку маса народ поминале низ таа дискотека. А таа, знаеш како беше регистрирана? 120, 100 и некако автобус и 80 седења. Секоја моја инспекција која доаѓаше, внатрешна инспекција на куќата, која ми ја спраќа, ако они гледаа со едно око, зашто им одговараше што повеќе да биде. Никогаш таа немала под 300 луѓе. Никогаш немала ја, затоа што, например, кој ќе го спомна турист. Јас сега ти покажам нешто што е навистина, ова топ листа на диско клубот турист. Погледна сум ми 4-та година. Тоа било незамисливо за денешно време. Тогаш на секој кој влегува внатре му се давало ова. Од оваа страна стоело дека е ова Ради Урневес, дека одеше во Ради Урневес целата оваа листа овде. И пази, на македонски се напишани, што е многу смешно. На македонски се наслови, дали. Но така мораше да биде. Да, види. Знаеш ли ти на пример дека има овде една влезница на која се гледа, што е смешно. Јас мислам дека ќе најдам, ако не сега ќе најдам нека минута подоцна. Инаку за твоја информација ги паметам времињата и те паметам како човек од за диџејската кабина. Легендарна. Ако ти кажам дека двајцата браќа Мирчовски доаѓа, секој беа од црни мантили, едни доаѓа на врата и овие на врата не знам зашто они им делуваат, може заради црните мантили не им делуваа некако симпатично и не сака да ги пуштат. Јас секогаш идев горе да реагирам. Да, лули, джамба, да им кажам луѓе, пуштите ги, зашто? Знаеш ли дека една Мирчовски му ја напиша емисијата што работеше која се викаше нешто со нешто повторно имаше слично со некој од емисии, заборев дали селектор или нешто слично, ја му ги пишував првите емисии. Јас му давав комплетно текстови, ја му давав комплетно музика за прва програма, има нека врска, има на Зоран Мирчевски. Зоран Мирчевски, не има Мирчевски. На Зоран Мирчевски. Така да види, не имам влезници на кој пишува бројка стои 400. А треба да има 120, 200 луѓе. Значи, тоа беше, турист беше ако ти кажам дека имаше диско квиз, може да замислиш дискотека да има диско квиз и да има 400 луѓе, а има уште 7 дискотеки кои се Мусандра, сите фантастични дискотеки. Како се справуваше со конкуренцијата тогаш? Ништо. Тие доаѓаа да видат зашто јас ги полнам клубот, не идев ја кај нив. Ја не знаев, освен ако Мице покан ме викнеше Драган, ти имаме нешто, крен вамо таму прават, он има беа направи некој ноќен клуб, таму Мусандра, да отидам. Иначе ја не одев по другите. Главчево таверна. Да, таму беше Сашо, Главче, после беа во Огниште, таму беше. Види, си заборава дека првиот човек кој беше со мене кој работеше диско селектор беше еден извонен човек, Бојанчо Рисовски, и кој подоцна го префрлија во таверна, а потоа го префрлија на рецепција, затоа што нешто веќе сложен и не може. За Банец зборуваме? Не, за Бојанчо Ристовски. Бојанчо. Тој е првиот, тој е еден извонен познаваше музика, но беше така, беше малку екзотичен, иначе тој беше првиот кој беше шеф на таверна. Сега морам да те прашам, добив една порака откако ја видоа најавата кој ќе ми биде гостин. Ќе кажам јавно од кого е, ако треба да кажам јавно, но пораката вели вака. Прашај го ти, Драган, како тоа бил диџеј во таверна, кога во таверна, се извинам, во турист, кога во турист беа некои други диџеј, а таму со препораки и врски можеше да се стигне до диџејската кабина, па на некој таков начин од шеф на просторот го преименуваа во диџеј. Има ли вистина? Не, сосем спротивно. Тој човек види, тоа е една наша приказна вообичаена, знам едно ромче кој знае едно друго ромче, на кој ромче му кажал како мириса бурекот. Значи тоа е таа приказна, нели, као шега виц без никаква желба да навредам некого. Но само ти кажам, јас бев во војска. Во тоа време веќе одеше пријатели добар ден. Пријатели добар ден. Заради пријатели добар ден, јас добив наредба
од македонскиот генералштаб, односно некој во генералштабот, кој на директорот на македонската радио и телевизија, бидејќи беа вака врзани, јас носев огромни пари во пријатели добар ден, незапамтени пари во пропагандата. Јас ја добив со 16 реклами емисијата, а кога си отидов во војска 4 месеци и подоцна, имаше некаде околу 40. Значи немаше да кажам още добар ден, а беше полна со такви К-15 гегови. Так. Ја не сум хуморист, но знам да изберам добро. Значи, таа беше страшно популарна. И кај се врската со војската? Мене ми испратија во Нови Сад. И мене ми рекоа вака. Ја реков, татко ми рече, ако ме примите на работа, ќе бараме начин да откажем. А имав 27 години, веќе не можев кај да бегам. Тие ми рекоа, ние ќе осредиме тоа, ти откажи војската, ќе те запослиме. Ама тоа веќе го видов неколку пати, нели? Мински споразум 1 2 3 4 5. Кој сака За 22 години. И веќе ќе прекршиме, нема гајле. И ја реков не. Запослете ме, ќе го направиме некако, ќе видиме. Овие го направиме најлошо, може би преку своји структури, едни и други, дојде до тамо и бара да се вратам назад. Како се вратиш Рошишан, како еш целиот Ишишан, нели, а сите тоа во тоа време имаат долги коси, во Скопје секој ќе ме завркаваш, нели таа, ево ги извркале од војска, нели, ќе беше приказ. Неко се вратив јас. Григор Копров беше рецепционер. Так. Во турист. Во хотел турист. Хотел турист. И тој во меѓувреме станува шеф на дискотеката. Диџеј и шеф пред него е човекот чиј татко беше генерален директор на Македонија Турист. И тој му беше школски другар на Бојанчо Рисовски. Бојанчо беше првиот диџеј во Турист. Така. А овој беше шеф и диџеј, тој чиј татко беше директор на Македонија Турист, а Македонија Турист беше огромна организација. Имаше 7-8 хотели, страшно голем. Кога јас дојдов тие веќе не беа тука. Тоа беше година кога во септември треба се реновира дискотеката, се реновира. Григор Копров ми се ти вика сакам да видиш диџеј во Нов Турист. Не. Јас се сеќавам и моите пријатели ќе се изнасмеат живи здрави се уште, дека во кампинг, ја памтиш кај беше кампинг? Тоа ше проески арена сега. Арена. Јас таму на моите пријатели, кој сака да биде диџеј во Турист бе? Ја не сакам. Се смеевме на тоа. И Копров не беше уверен дека јас ќе дојдам. Беше скептик. Кој рекол не идам. И го повика доктор, кажи го бре, рентгенологот, Елена кој Алцхаймер, Ќорчаковски. И го повика него да работи место на 1-2 септември. Јас кога дојдов, почнав од 2 или 3 септември почнав да работам, значи никого не познавав таму, освен Григор Копров, освен Бојанчо Рисовски кој пред да работи ништо друго, освен синот на генералниот директор кој работеше со сева тето и немав никакви пријателски врски немав. Дојдов затоа што Копров, знаејќи о моето познавање, рекол овој треба да биде, а ја не сакав да бидам. И како те кандиса? Ете Копров вика, ајде дојди, и ја рекол ќе пробам, ајде да видам. Иако бев многу разочаран. Ја му викав дај да направиме да играме турнир на мал фудбал, бидејќи овде нема жив човек. Нема живо пиле. Како вие работите кога дискотека? Никој нема. Првата идеја што направи беше топ листа. Да видиш каква беше топ листата. Па ти ќе кажеш овој камено време, наша билограф правена. И паметиш колку луѓе имаше првата вечер? 20 души. Ама наши пријатели. Ја го замолив Копров, слушај, купи 20 пенкала, ја ќе оштампам наша билограф, ќе им поделиме наши пријатели, нека видат кој дојде. Копров не купи 20, купи 10 пенкала. Циција, уште не 20 пенкала, треба да би още пенкала, 10 купи. Ама следниот пат имаше 10 души поише. После 10 пати имаше веќе 300-400 луѓе. Тоа пристан стана покрај она Евергрин вечер беше нај. Јас кога Копров отиде да биде шеф на управник на хотелот Горновод на Средноводно, па оттаму после стана управник на Белви, мене ме назначија како единствен кој знае, не знам никого ја таму, да бидам управник. Шеф. Пази, јас сум таа фирма, огромна фирма. Јас бев председател, подоцна, председател на работнички совет. Опа. Види. И функција за тоа време. Да. Значи ја не знаев никого таму, никој не ме донел, зашто јас знаев некого
Турист беше моја оаза, стана со време оаза, јас се борев со сите останати, бев да бидам болji. Знаеш, ако сите други нудеа само сребро, па по некое злато, јас нудев и злато, и сребро, и бакар, и бронзи, све. Иначе секој наоѓаше свое таму. Затоа турист беше опстана најдолго. Немаме многу време уште. Ајде, кажи. Сакам да те прашам за оној, јас го паметат луѓето од наша, меѓу мојата и твојата генерација. За крај остави ми извини, знаат. само една песна ќе прочитам на крај. Окей, Остави ми ако не, 3 минути време. Оној прочуен трансфер од што велеа во социјализмот, од сигурно, од готово вересија и враќањето назад. Приказната со Sky радио, едно од првите, не знам дали првото, ама едно од првите, или прво приватно радио, со отварањето нели на приватни, можноста да се отвараат приватни медиуми, односно приватни радиостаници, Драган Б. Костич го прави као Роналдо денес и Меси што би направиле трансфер од еден клуб во друг, од македонско радио во кое е вработен, кое треба да му даде или му дало стан. Не, уште не сум ни вработен ништо. Така ли е? Да. Прави трансфер во првото приватно радио и таму е сето тоа супер, функционира безпрекорно, ама со краток здив, пука тиквата. Зошто? 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 Затоа што човекот кој стои за него, тој е еден адвокат кој веќе починат, напушти Македонија со цело семејство отиде на Нов Зеланд. За него му носиме као гостин во радиото. Некој пеач кој, да кажеме, средна категорија. Тој на маси се качуваше како илустрација, на крај да го слика човекот кој му дошол гостин. Сигурно ако донесем некој попозна што ќе правиш ти на кровки, се качиш горе. Значи, таков човек саваш да и упаѓа, не, после дајеш и бај. Упаѓа во една чудна приказна. Каде што јас бирам, не сум имал начин како да избираш водители. Сум взел на друг начин дека се бираат. Не како што јас морав да ги бирам. Ја правев јавен. Не знам, тогаш Ранко почиеше Џамбазов, не знам, Гиш кој се. Гиш Драган Милковски, па овој другар му, Дарко Милковски, па другар му. Значи, и тие сите продолжија во таа професија долго време, ја од нив направи водители. На Дарко и на овој кажу другар му, еден лев тип кој после водеше разни квиз програми низ Македонија и Добро, нема да деш во возраст, Алцхаймерот и не сакајќи ги тропне на врата. Уште сега И подоцна ќе ти се врати името, ама тоа ќе биде доцна. Види, јас од нив кога им дадов да напишат некој текст. Дарко Милковски и другар му. И на тоа им правев да напишат текст. И сите пишуваат некако изборен текст. Да видам кој се писмени. Не ги знаеш луѓе. И веднага не пишуваат ништо. И ја дојдам Дорош, дали треба да напишете нешто? Празен лист. Ние пред микрофон ќе кажеме што да кажеш. Ама во еден момент, јас ги оставив да водат ноќна програма на радио и се јавува таму едни други, Драган дојде брзо. Овој рече со Стравчикер ќе ни го брца на друго место, Стравчикер некој слушател кој избеснал од нив двајца и каже со Стравчикерот ќе дојде ја. Сега да кажем, не можеш ти да пречекоруваш некои црвени линии и јако мислиш дека времето ќе ги пречекори. Не. Дали ти знаеш? Мајко моја, кратко ти времето, а сакам две работи да ти покажам. Дали ти знаеш? Тој човек, јавно ќе кажам, тој човек би требало да купи што има таписони црвени низ Македонија и да ги чува и да каже Драган ќе помине тука, ја ќе му пуштам таписони. Тука ќе помине. За Дарко зборуваш или за собственикот на радио? Не. Зборувам за човекот кој подоцна ќе ги оформи ластовица, кој ќе ги направи кукулеле. Така. Да го кажем. Роберт Сознов, зашто не? Роберт Сознов. Тој има стан, карши чаир, во чаир, карши Владо Јаневски. Не се повеќе одамна ни едни ни други од таму. Добро, не, знам. Но, тој живее таму и Тимчо Апостолов, главните уредник на екран, прават за прв пат нешто што е невообичаено за нас во тоа време во општеството, наградна игра со спонзори. Што е наградната игра? Се крие некој предмет, благо некој, некаде низ Македонија. Некаде знаеш тоа е. Ама некаде. И он вели, да земе ова и да стан до нешто црно овде, иди најди, дават слика од тоа. Иди најди у каде е. Иди најди. И тоа беше игра, добро. И да направиме реклама, направиме каде ќе направиме, прашај Тимчо, немам многу студија.
И ја викам, ами дека Роберт Сазов отворил студио, вика, ајде, ќе идеме. Нема реклами на радио. Какви реклами приватни? Немој. Не сакав ја и Липчо Димитровски во радио Урнем забравиме реклама за вода која не постои, за вода. Како бе? Ако постои вода, па не постои. Ама ако постои, ќе треба плаќаме? Не сме, не може. Сакам ти кажам какви беа структурите и какви беа нивоата на размислување. И ништо, викам, ајде ќе одиме таму. И ја викам, ај малку се зборам цело време кој сега, нема зашто се разборувам. И он вика, види бе, а тим што си читат некои вестници таму. И вика, бе, ние знаеш што снимивме една песна денови бе. И па вика, ја имам овде, да ти ја пуштам. Тимчо гледа, си чита. Он не прецепира дека ние за разговара. Пуши. Да, чекај, дека се, слушам, ја викам, имаш ти копија од рака дова? Имам. Дај ме. И он ме гледа, ќе пуштиш? Викам, да. И он се збунети, како? Знаеш, за тоа, јас кој пуштив, мислев, или ќе ме соберат утре дента да причекам, дека еднаш веќе ми се случи да размислам дали ќе ме соберат, што вика татко ми на голи оток, би те испратил ја, затоа у пријатели добар ден, а ова бев сигурен дека ќе ме испратат. Немаше излез. Не отказ, робија. И ја слушам, Тимче не ја забележа. Он чита, не. И ја зијам и во четврток оди на радио, на диско селектор. Со цел памет. Ама, јас сум едно старо куче, што викам ја, престар сум да умрам, затоа што сум премногу млад. Значи, не може, зашто би умирал. Така и таму, куче сум со многу бои премачка, не викам, види, ја претходно имам најава. Велам дека во ова време на демокрација, целиот свет, посебно во Европа, само улав би можел да забрани некои постулати кои до вчера биле некакви морални табуи, а денеска се вообичаено нешто и за јазик и за нешто некоја таква најава кај што никој кој би требало да би забрани не сака да каже ова е тој улавиот кој забранил, дека во најавата беше тоа. И оди ништо. Димитар Чемков, кој во оно време еден од политичките соработници на Македонско радио, поминува понеделник. Не сум ја затворен. Вторник. Слободен, уште на слобода, помина. Сите чутат. Никој не вика дали ја чул, не ја чул. Чутат. А диско селектор да ти каже 30% пак не ја чуе. И доаѓа у четврток и ми вика, Драган, аби таа песна ти ја имаш? Која е? Зашто ќе пушти диско селектор? Ја имам. Да ви даеш да ја пуштам ја некако. Ја види, опасно е. Аби знам, ама ќе проверам ја. Проверил тикви немој да ја пушти он. Ја ја пуштив. Така. Заради кој ќе се одеше, заради пуши со таква алегорија во содржината, каде што и неписмен човек и глуп човек ќе знае што е, нели? И тоа помина, он направива кариера. Ја им ја обезбедив рекламата за да парите за отиднат као да е во Тајланд, баба таму. Не ми испратија ни една разгледница од Тајланд. Оној, од како се викаше оној со сокови што беше не инфо, сокови што произведуваше после дали се Зоран Мегите. таа ми земи. Тој на Џаро, преку Џаро земаа пари они да одат некаде. И не знам што паднало на ум нешто лют. На Џаро вика ќе им ги скршам прстите ми ги вратат парите. И ови доаѓаат кај мене ме молат, молим те кажи му на Џаро неки ќе ги скрши прстите овој. Значи одел таму јас ги спретив на тајла. И тој човек заборавил дека ја постојам. Знаеш. Во еден момент кога направи приватното радио, донесе на сина коверта, сината коверта, ќе тоа лажам колку. Имаше можеби, меѓу 500.000 марки. Добро. Обична поштенска коверта. Добро. И вика, еви ти ги овие 7.000 марки, за овој месец, не, за 2 месеца, за 2 месеца водиш една наградна игра од половина час на тоа неговото радио, како се викаш. А јас само што влегов во радиото. Само што влегов, немаше ни 2-3 месеца. 7.000 марки некој да ти даде во тоа време. Знаеш што правевме ја и жена ми? Ја и жена ми требаше да излеземе надвор, да кажеме, негде по гости, ваму таму, не знаеме во станот, кај да ги соприкриеме парите за размерато големи пари, бе. Не, как да ги не знаеш кај да сокриеш парите, од сраф некој да шелесне. Прво ново ќе да добараат. И не, реков, не. Значи, тој човек, ти викам, толку ми должи, а заборавил.
Такви има, знаеш колку? Не ти го, жал ми е, што не можам ти покажам едно писмо да се скинеш од смеење. Да се скинеш од смеење, на пример, ако ти кажам, знаеш кој е Хари Канатларовски? Како не? Хари Канатларовски е човекот, да, човекот кој напиша првата песна со која што Тоше Проевски излезе на Макфест. Тоа беше дека песна имаше Сирена, ми ја да ја чуам во оригинал и реков, сирени бе звучат језиво, извади ти сирените. На сам почеток на песна имаше сирени. Извади ги сирени. Значи, он ги тргна, значи тој Хари Канатларовски, значи тој човек, еве гледај, се гледај овде. Погледни ово. Знаеш кој се Брег? Се сеќаваш? Легенда. За Брег зборува? Да, групата. Еви, види. На Драган му пишува тоа лично. Тоа се Брег. Или гледај сега овде, на пример, што пише доле, бидејќи гледачи не можат да го видат. Пише Лебисол? Лебисол. Потпишен е Владко Стефановски и вика, абе те чекавме во Нови Сад на нашиот прв концерт, потпишавме договор за ПГП РТВ. ПГП РТВ. Да. Слушај, друже, вика, изгледа тргна работава, ќе снимаме албум. Тоа така пише ново, а првите 4 песни кои ги пуштиле во јавност, да, на Диско Селект. Така да, како да погледнеш овој да кажеш, грео те, гледај. Ова види, пише на каут, и гледаш песните, албумот не е обидовен. Уште само ова ми го пишува покоен Ацо Конга во автобус кога се враќаме од Гостивар, тоа ако беше тоа, знаеш, сеќаш 2000-та кога беше концерт за мир нешто во Гостивар, тоа беше војната 99-та. Имаше нешто, ама кој да памети. На пример, мојот пријател DJ Славе Келешевски, кој во вечер пишува, нашиот македонски диџеј Славе Келешевски замина на турнеја низ Америка. А Славе ми се јави и ми праќа вака на разгледница и вика, абе еве сум ја, вика, бара браво таа. Сега вика, напишале вика дека идем на турнеја низ Америка, а ја вика во еден ресторан мијам паинци. Значи тоа се тие приказни кои што, како ти кажам, греот е човек да ги немам кај да ги, но има две работи. Ова е твоја грешка. Твоја голема грешка. Ајде да чуеш, кај ми е греот? Греот е во тебе. Ама ти си го направил тоа затоа што дали не си имал верба, дали не си имал доволно разбирање од луѓето. Ова е твој проект. Ајде да видам. Но ти не си 12 величествени е добро. Ова е интелектуалната верзија на Бубамара. Таа може да прерасте во величествени. Македонско греби. Да. И сега. Ги чуваш. Уште овај. Ги чуваш, браво. Ова, види, ја чувам. Ова се 3 работи, за крај. Погледни ова што е. Радио Бубамара. За да отвориш радиостаница во тоа време, си требало да имаш елаборат програмски, што све ти ќе правиш на радиото, погледни, ова е све за Радио Бубамара, што он треба да прави и да имаш технички елаборат. Технички елаборат нема бегање, тоа е од А до точка Б, тоа е. А ова, е креативност. ја напишав 9 вакви, едно беше за едно албанско радио, едно беше за турско и 7 беше за македонски. Сега бев со подпис, ниедно не беше одбиено. Кој ќе ми одбие елаборат за Радио Евети? Значи, од таа комисија која го направила ова, овој човек, нивната документација почнува од 97 на нивната страница. 96 немаат. Кога прв пат ја одржана Златна Бубамара, која направена радиот. Нема документација. А на таа документација, не го носам и тоа, е првата Златна Бубамара. И кој е добил, знаеш, да е 96? Јас и Бранка Станковска. И потоа, година 2-3 после тоа, јас му реков, слушај Бранко, остави што не се согласувам со тоа концепција. Ти имаш радио, ти знаеш. А пази, он ништо од ово што стартне, ништо немаш. Он проба на блеф. Ја правам музика, пуштам тук таму преку рекламише, ако некој да ми каже лаборатот, а програмата, ја ќе се вадам некако. Ништо немаш, никаква програма. Радио кој нема програма, зашто постои? Постои само заради Златна Бубамара. И му го кажав тоа. И му реков, не може ти ставаш лауреат, во една категорија која е најзначајна и врвја на сета тоа работа, и тие луѓе после 3-4 емисии ги тргаш
за да ставиш некакви други гости тамо кои може пари ќе донесат за реклами, а овие од претходните ги исфрлаш. Не може, таа е повластена ложа. Тој е отпечаток на раце, тој е звездата на Холивудскиот булевар. Тие мора да се бидат. Немој више да си повикал ако го правиш тоа. Не ме повика повеќе. Ја не сум имала ни една бомбара, нити сум видел, нити се согласувал. Разбирам дека тоа е спектакл, разбирам све. Но ако ти во едно радио не доделиш ниту една награда за радио остварување, за најдобро радио, за најдобро не било што, а даваш за најдобар веслач, кој заслужил, ама постои спортска емисија, спортски простори на кои што тој може да го верификуваш. За маркетинг агенција, за баце. Тоа е тоа. Знам, имаш ти многу прашања. Има многу прашања, но нема многу време. Да не речам мораме да финишираме, а мораме да финишираме. Пред да финишираме, имам две прашања за тебе. Ова не заборави да ти го кажам. Ајде. Ајде, да може тоа две прашања, ова е на крај која мора да го прочитам на крај. Добро. Прво од прашањата е, прво сакам да погледнеме нешто, ама да ќе погледнеме пред крај. Мора да бидеме само малку побрзи и по-концизни. Кажи ми, никој од твоите наследници не имаш прекрасни деца и прекрасни внуци, не само што си татко, туку си и дедо. Три внучиња, ако не се лажам, и од керката и од синот, ама ниту еден не влезе во овие води или не ја продолжи традицијата. Не фатил генот или не сакаа тие или имаше забрана од дома. Тони, ти треба уште 5 емисии за да раскажам све. Едниот требаше да биде јас, не јас. Не бев јас виновен. Жена ми, мајка ми, син ми, ако зборува син ми, ти мислиш дека Драган го слушаш. Ист, све начинот да говори. Јас ги знам. Не, ама сега пази. Ја викам, добро, ме напаѓаат од сите страни, ајде пробам. Доаѓа Ѓорѓе Балашевиќ. Приказната за Ѓорѓе Балашевиќ ми е круна на пријателствата мои. Јас него го знам пред да изведе у Разделјак те љубим. Бев на праизводството на Разделјак те љубим. Јас бев во Нови Сад. Јас со него не знам колку сати поминав во тој млечен ресторан кај што дрндаше со гитара секој божи ден. Сега кога беше жена му тука, имаше представа. Да, знам. Да, ама јас во тоа време имав настап надвор дали моторчиски фестивал негде во Кубаново. Така. И не можев да бидам тука, сакам никош не ја запознам незе. За сите тие години никош не ја донесе он да каже ово е друг, ово сам ја тај, ова е моја супруга. Не, никош. Друга приказната. Да, добро, знам. И ја му викам, Джоле, они прават доаѓаат во Скопје, КЛС го озвучува. И имаат кастофон, на кој оди музика, додека траат проби вамо таму или пред проби или што. И му викам, Pero, да работи во кастофонот, работи како не работи. Видам кај Джоле, му викам, Джоле, вие ќе изведете вечерва песната као Бане, мали Бане. Каже, не изводиме. Зашто? Абе, викам, вака. Мојот Бане, сака, има иста глас, сака да биде радиоводител. И што направиме? Па да му направиме да шпица, по која што ќе се спомнува и он. Готово, пробачаме, пробат. Уклучувам, ја трчам од дома, идам, не знам каде најдам касета, радосен, ставам касета. Ќе снимам, не гледам како, ставам касета да сниме. Снима. И овој пее, као Бане, мали Бане, Костич, ја пее песната тој. Ја пее, ама додава, као што знае, Джоле, ја престречен, трчам дома да преслушам, тикви на едната страна, дали не му пришло кастофонот, тука знам, бил или снима само за да емитува. Ништо, не остане. Тоа требаше биде он, радиоводител и уште нешто. Ова не се го биде. Ма зошто не стана? Ајде, добро, не само заради таа вечер. Он не сакаше. Него баба му купи на пазар прва касета кој денес и денеска му стои може на зид негде на некој видно место Нирвана. Знаеш оној? Да, јасно. Тоа му е прв. И ја го прашав менеджерот на Горан Бреговиќ една вечер кога дојде со Здравко Чолич и ја му објаснувам. Син ми не сака на толку илјадници влочи, не. А и Здравко вика, пушти ga, кој ќе дојде време. А викам, он станува, не може да стане, за плочите, тука му е све околу, ќе дојде време. Дојде време кога он почна он го води одлично, со мој Амин, прегледување си текстови, он фантастично го води од Facebook
моја Facebook страна Disco Select. Одлично го вради, одлично го прави, подобро можеби од мене би го работил тамо и немаше некоја желба. Знаеш ли ти, А керката? она заврши новинарство и она во еден момент ја и реков: "Ќерко, ова не е време за новинари. Можеби ќе даде друго време. Ти имаш дипломата, дали ќе имаш фат за тоа, имаш јазик, имаш име, имаш знаеш све. Дај да те и отиде во Oriflame, работеше како PR, па после трудноќата на двете внучиња, сега ќе бара нова, но во еднаш имаше еден клуб Будабар. Добро. Тоа беше стара железничка доле, многу убав простор. Јас го реоформив кабаре Копривнарик тамо, за се реставрира некако. Јас пуштав музика секој петок, а синви во сабот. Или во петок, ја во сабот. Значи пушташе и он музика. Ама не беа дадени за тоа. Да ти ја скатам приказна. Добро. Ова е направено за да го... Ајде, покажи ми го тоа. Да ти го покажам ова. Ова е ништо, ова е еден приречник што јас сум направил во животот во изминативе. Ова требаше тебе ти дам претходно, што ништо не ти отвори го овде и кришиш. Боже, новите му требале 100 години да го направи ова. Ама овде има на Миро Георгиевски карикатура. Ова е страшна приказна, не. Што не време, трни што нема. Петар Пан. Види, еден ден јас и жена ми се наоѓа, идеме на некоја тамо семена Веселова, покрај мене помине една жена, следовечна. И вика: "Добар ден, господине Петар Пан." Ја гледам, вика: "Ова не е здрава, ова е нешто не е врецова женава. Ова е од излезена од некаде, дека институција." И застана. Жена застана и она. Вика: "Ве зачудив?" Ја викам: "Па да, ја не сум ни во зелено облечен, нити жена ми е звончица. Ништо ми е покрупна да може да застане горе, него не." Вика: "Видите, господине, секој од нас кој ќе стане со бајле, се гледа сакал или не сакал на огледало." И вика: "Никогаш не сака да ја види, она слика што ќе ја види, грдата слика на староста која секој ден доаѓа. Сака да види сликата на младоста, ама не може. Вели, кој ќе го слушне на гласот на луѓето како вас, или ќе го видиме, тогаш сваќаме дека сте вие неизраснатото дете во нас, вие сте Петар Пан." И затоа он го направи ова. Тоа беше кога јас добив 3 години награда Gentleman магазинот го направи, награда, не знам, за такви добивам сега награди, не добивам други за животно дело, а амбасадорот на Европската унија во тоа време Гир, мислам дека се презиваше, Ирец беше, кој седеше на маса до мене. Не е Ричард, како што... Не. Тој дојде на крај да ми се представи, да ви каже: "Јас сум амбасадор, а ти си да знаат, овие не ме знаат." И вика: "Да ви кажам најискрено, ме расплакавте, дека преведувачката го преведуваше се. Мене ми се случило да истото, да годините го права своето, во младост сум бил нешто друго, и кој ќе се погледам, викам: нешто нема некој да ме посети стално на младост, дека сум бил и поубав и подобар од овој човек што е овде." И викам: "Ме расплакавте." И викам: "Тоа е добро, окей." Имам две работи за крај, ти немаш време да прашуваш. Немам време да прашувам, ама имавме ние уште подготвени прилози, немам време да ти ги пуштам, ама само ќе те прашам. Стави го некош да имаш и дупли програм во часове. Може ајде да го видиме, нека. Може ли да го видиме тоа и да го слушнеш? А што ти пречи да имаш повеќе? Тој нели си нестандарден? Зашто ти си ограничен со време? За да не бидеме, мислам да мислиш дека ја може да зоден? Не зборувам за тебе. Зборувам за себе. Последните 10 дневни минути при последниот танц на БС. Македонската радиоводителска легенда, чиј глас го препознаваат сите генерации, човекот кој илјадници часови и 5 децении зад радиомикрофонот ја забавуваше, информираше, едуцираше својата многубројна публика и не престана тоа да го прави досега, кога е во пензија, не така одамна, на 29 ноември минатата 2024 година во спортскиот центар Јане Сандански го одигра својот последен танц. Last Dance. Символика толку употребувана ни светот како збогување со нешто што си го правел целиот свој живот. Или барем целиот работен век, а неговиот долг половина век. И нешто кусур згора на тоа. Но
Кога треба да се збогуваш, не е лесно. Дури и на кратко, а камоли за секогаш. После толку децении, од утре веќе тоа нема да го има. Завршуваш со една епоха и тоа свесно. Тогаш очите сами се влажнат и колку и да не си патетичен, плачлив, емотивен, грлото ти се стега во грудка, како цела тупаница да си голтнал, а пустото, тоа е толку суво, не баре си зборувал 24 часа без голтка вода да пробаш. И кога мислиш дека најсилно можеш да викнеш, гласот исчезнува, го снемува, се губи, криејќи се некаде во длабочината на душата, како да сака да ти каже: чекај, каде си тргнал, ништо не е готово, каков крај, каков последен танц. Ама танцот привршува. Ги танцуваш последните 10 минути за прв и последен пат неми. Да, многумина па и неколку денови потоа прашуваа што се случило во последните 10 минути од вечерта. Ништо не е вообичаено, но за мене неочекувано, вели Костич. Во мигот кога трите последни песни треба да бидат круна, со она ништо не предизвикана состојба, во мигот кога им ги давав последните инструкции на моите соработници, гласот целосно откажа: ниту збор не можев да изустам, а тие да разберат што сакам. Според оние кои подосна ја анализираа состојбата со стручно знаење, тврдеа дека причината била стрес, и тоа стрес од задоволство. Верувам дека се во право. Во миг на целосно задоволство и среќа од безпрекорно изведените миксови, потребата на дополнителни джинглови и фон, гласот што дотогаш никогаш не ми се случувало, откажа. Се уште целосно не е, но ќе се врати, верувам. А потоа ќе се впуштам во она што најдобро го знам, радиоемисиите и пишувањето книги. Верувам дека патиштата и натаму ќе ни се среќаваат. Ете така успеавме ние да начекаме на првата крифина и да ни се сретнат патиштата. Прв пат ти се случи да ти откаже гласот? Прв пат. Татко си. Сум. И знаеш состојбата, првите минути кои ќе ти кажат дека си татко, ти не знаеш што да кажеш. Не знаеш што да направиш. Јас од среќа и радост кога ми се роди синот, не знаејќи што правам, живеев на ДМЦМ зградата. Да, горе, но... Се фатав според стариот обичај на веќе шише подготвена ракија, да одам кај моите кои живеат тука, да ги понудам со ракија, со стар обичај. Значи, јас заборив да ги врзам чевлите, патиките, а живеев на подкровието. Се сопнав на првите две скали од врвките одврзани, паѓав до доле на првиот застој, шишето го држав да не се скрши. Не заради друго, да имам да однесам ракијата таму. Ама тогаш го губиш гласот. Од среќата, како да кажеш, ова сакав да биде. Тоа ми се случи таму. Се течеше. Оние кои не знаат, кои можеби таму играат, зензаат, задоволни од сето, не знаат дека јас сакав да направам нешто што не можело да се направи. Не го правил никој друг. Остави ги ти, имаме диџеи овде одлични кои нешто прават, зензаат, со грамофоните работат нешто што свират со нив. Јас не го правев тоа, го правев оно што го правев во радио. Како да уфрлам джингл во песна, заради тој джингл сите го псуе во радио Урнебес, освен што го сака. Оти не може да снимаат тоа. Да, ама го уфрлавме во живо овој пат на програма, кај што можеш да киснеш кога сакаш и како сакаш. Друго, рефрените на инсертите кои јас ги подготвив дома, никој не веруваше дека е тоа подготвено, дека тоа беа 22-3 инсерти. Моите пријатели ми рекоа да ги измиксираме. Ама нешто ќе правам ја тие 20 минути, ќе стојам и ќе ги гледам. Не, ајде пробаме. И не рекоа окей, важи. Ама за да не се секој песна различна, тоналитет е различен, ова песна од тоа време, овој се е различно, а треба да направиш да биде исто. И тогаш ставивме мали джинглови кои ги спојуваа, таму кај што не беше спојло, и тоа течеше на моје неверојатно задоволство. Никогаш во мојата професија не е диџокејска, радиска. Не ми било толку едноставно во радио да се изведе, а овие се мои луѓе со кои работев во радио по клубови. И се излезе безпрекорно. И во еден момент им викам трите песни. Знам кои беа едната
последната песна која требаше да биде Those Were the Days. Ама не на Мери Хопкин, туку една сосема поинаква една денс верзија, фантастична. Happy, едната е Don't Worry Be Happy, исто една динамична верзија. И треба да им кажам што, кога не излегува глас. Не, они ме гледаат и Владо не увика, драга ми што? Ама не можам да му кажам ја него. А кој ќе пенкал во неба, кој кај да неден пенкал, тече до програма или тече. Таа е последна песна која сме подготвиле и овие три. Значи, бев убиен и има една слика. Не ја направи ја. Има една фантастична слика која ќе објавам денови, не сакам да почнам да објавам веднаш после тоа. Јас седнав, откако заврши се тоа. Плачеше видови сте? Не знам што правам. Само знам дека се спуштила завесата, разбираш? Запре музика, запре звук, запре се. Јас се внедни скали позади. Што се правил, не знам, ама сликата е многу илустративна. И ќе ја пуштам, затоа што уште еднаш ми се случило за радост да го направам тоа, кога разговарав со отец Пимен. По грешка на Игор Джамбазов, не е грешка, он го кажал, тој го кажал во некоја друга нота за нешто друго, нашиве тонци го заборавија тоа и го пуштат и тоа. Сега ќе ти кажам, дали таму има прашање за отец Пимен, овој одговара и тече без да запре лентата, тука прашањето продолжува, и овој го, а Игор треба да прашаш. Прашање од Игор Джамбазов, и овој сега нашо да видиме, кога ќе се жениш? Ама прашањето не беше за него, прашањето беше за наредниот гостин, што треба да биде. Игор Джамбазов прашува тој, а овој вика на Попов, викаш кој ќе се жениш? Ја од шок, ја не очекувам, не знам што е, падна во столица. И има слика како Попов пака се држи, јас сум се рекол, одлично пријатно, се држи вака, а и ја се држам исто. Ете, тоа се емотивни стресни. Дали ќе ми дозволите? Ќе ти дозволам. Ова е финале. Имам еден пријател. Сосема за крај, така. Имам еден пријател кој јас преку Facebook нема што немам, буквално. Нема што немам што се смета за светска белетристика, без обид колку тоа чини. Имам пријатели со свет кои ми помагаат, доам до книгите. Све што е музичка, белетристика музичка. Значи, дали се таа книга Билборд, има многу, тоа е огромно едно. Имам. И знам што во светот му фали. И книги кои ја ги пишував, нема. Ти реков за 37-та песна, никој не пишува. И јас имам и ми испраќам на 20 луѓе кои ги наоѓам на Facebook и кои гледам дека се луѓе чии книги ја имам дома. И на тие луѓе кои го водат тој Facebook профил таму и ми испраќам едно парченце, немам тука, едно парченце специјално направено за да они видат како изгледа мојата книга. Они го одговараат преписка, било се тоа вред само што јазик не го разбира, не? Разбира само имиња кои се во книгата, со кои се на англиски. И разбира дека се тоа позиција и топ листа, чарт, горе доле, а во другото не го разбира. И ми вика, може ли ова да зашто е? Ја му викам вака, тоа е тоа. Чекај, како вика, ова е превод? Како превод ова авторска книга? Па вика, како ке нас не постои вака. А тоа се автори на слични книги. Викам, зашто веројатно ви е тешка да ја напишете. За топ 40 приказни, таа година, 80 година, има 330 топ 40 хитови. Топ 40 приказни да напишеш за една година. А во 10 години има 3300. Како? И они викаат, добро, да ни пратите вие нас превод на ова, па да го објавиме овде. А ја поучени на искуството на татковите и тие словенци, викам, немам ја ни време, ни желба, ни радост, може да ви испратам македонска книга, па вие ако сакате преведувајте, па ако сакате потпишете ме. Иначе ја да ви преведувам, па да ви пратам, па да не. И еден мој пријател, Ова не е само подпис, тука се авторски права, тука е многу работа. Еден мој пријател, кој го знае се тоа, им се јавува во official British Charts. Тоа е една институција која не можам да ти кажам колку е голема, колку е моćна и колку е значајна. Таа располага со сите права, за сите топ листи, за сите случувања, за сите изведби, песни, за све што е во историја на англиската популарна музика. Тоа го превзела од други институции кои претходно го работеле, од Галуповиот институт и тоа е Official Charts Company. Тие во последниве години на секој кој добива прво место, се искачува на прво место во англиската топ листа, му дават една посебна плакета со посебен пиетет кон тој што ја добива дека е прво пласиран. Но и на луѓе кои заслужиле, кои имаат во Англија имаат значај
придонеле за развојот на англиската популарна музика. И они кога го виделе, овие мојот пријател што го испратил разговорот, дописот до овие двајца. А овие двајца без јас знам, им пишува дека има во Македонија, во некоја Тунгузија таму, има некој тип кој направил ваква и ваква книга. И сега пази што прават. Сега уват во англискиот културен центар или во англиска амбасада, ја појма немам, добиват информации за човекот. И тие ми испраќаат погледни го, знам дека немаш научари, ти ги дам моите, ако сакаш да прочиташ, подобро би било ти да можеш да прочиташ, ако ти треба да ми те очила, ќе ги дам. Овие се јаки, знам да работам со јаки очила. Гледам 79 или 70. Не. Чекај, ја да ти дам те. Не можам без очи. Не носиш? Грешка ќе направиш. Ај ке морам да го прочитам. Не, ви дали ти се јаки. Ако ти се јаки, ја ќе го прочитам. Читаш? 70 години од official single chart. Да. Presented to Dragan B. Kostić to commemorate 70 years of the official single chart, November 14, 1952. И добро. Битно да го прочита, тоа е значи. Тоа може да свртиш твоите гледачи да го видат тоа. Тоа е таа позиција која секогаш првопласираниот во Англија има и постои друго плюс ова, стои постои кога она ќе се стави на некаде, тоа е посебен придонес на човекот за кој 22 години 8 месеци го вработува во радио. Министерството за култура му ги одби сите понудени проекти да ги реализира, а англиската најмоćна музичка корпорација Official British Charts му додолува посебно признание. Тоа е тоа. Што да ти кажам? Дали да ти ја прочитам за крај приказната? Песната? И да сакал да ми ја прочиташ и да завршим. Јас ќе ти ја прочитам, тоа е една, дај ми ги очила, знаеш како го рече Путин на оној олигаркон, кој се подпиша со негов пенкало, дај го мое. Така и ово. Очилата сигурно. Овде има уште една приказна има. Ја имам една приказна, ама не сега нема време, не можам да ти кажам за овој човек и Владо Јаневски, али во некој друго време. Некој друго време, сигурен сум дека и ти си полн со приказна. Сигурен си дека, но види, не, после толку години, што све си видел, но овде ја заборев. Видел, чул и доживел. О, мајко моја, ја имам и ставив ливче да не изгубам. Тој е еден човек кој се вика, тој него става своето име целосно, тој е Челентано. Пејач на групата од Кичево, легенда 1014. И тој прави една збирка песни кои нема се мешасана. Авторски песни зборува? Да, авторски песни на разни теми. И има еден блок секакви таму и ми се јави еден ден, ниту го познам, ниту го познам. Пеел то. Имам документи, некаде кон пеел. Ноќ. Ми се јави, ве молам, знам кај живеете, пред зградата ќе дојдам, сакам да ви дам нешто, ве молам да ви дам нешто. Што е еден сериозен човек. Он деловен човек, имаше пола саем беше одоздува негов простор магазински за други фирми. Ќе те прочитам, ако секогаш емотивно ме растресува ова приказна, ова е он ја напишал откако го видел на Телма, ме видел како гости на Телма кај каже плавата симпатична девојка, една најдобрите емисии телевизии ми ги направи она. Не знам кој си бил сега, извини, кај... Што ги прави пропагандни емисии за патување, патуваме... Тања Трајковска, да. Одлично. Нека ми просто една толку имиња. Така. Обично имиња на жени паметам и повише ликови на имиња. Види, вака. Таман вечерва се вратив од акањи. Околу од стварноста не ме остави Телма ме фати, ми нуждат на мојата младост. Инфлација од титули, лаги, високи школи, докторанти, доцент, ментор, лектор, а само еден дискус лектор. Нормално, градските не чуле за него, една награда да загреши, да заскитат и одат кај доктори што не земаат мита, поети кои што никој не ги чита. Може би не е добар за Запад, да се мериме со нив, станува доблес,
кон него не траат, умираат од срце или од некоја непозната болест. Све док на повеќе системи, политбиро, биро, тркалесна маса, на 4 години се мачат да бидат исти изминуваат, исти идат. А ти мајстори си, секогаш тука, институција со чест и струка. Вака мислам, сакам да знаеш, ке ти има долго и ќе траеш. Затоа молам, со ред и почит не може во држава, во градов, кој како сака да гледам со гадост да ми нуждат на мојата младост. Браво. Многу ми се допаѓа дека е проклето искрен. Види, овој е искрен, го напишал исто, ја не би можел вака да напишам. Не можеш да го напишеш вака зашто да кажеш вистината, а не кажеш, но вена кажа, мислам дека имаш одличен крај. Имаш одличен крај. Жал ми е што ни една десетина од она што јас можам да го кажам и да заинтригира луѓе, па дури искокотливи. Веќе сме емисија и пол, ако продолжиме и две ќе станат. Но како и да е, човек... Мене ми е драго што да бев ке тебе. Човек од професија кој знае да разговара со мене и ги знае работите и... Човек како тебе не може да го одбие и да му каже доволно, сечеме овде, времето измина. Едноставно, сметам дека кажавме доволно, а сепак толку малку. Ама има и второ полувреме и трето полувреме, сега сме живи и здрави. Само здрави. Така. Драго ми беше и мене. Ми беше задоволство што ми беше гостин мене на нашите гледачи. Меѓу другото, човекот од кој сум учел како се говори пред микрофон. Да сме живи и здрави, ветувам второ полувреме. Ти посакувам твојот подкаст да има гледаност, што тоа е битно за некого, за тебе не мора да биде, за тебе е само некаква потврда дека тоа што го работиш има интерес кај оние кои треба да го видат. Терај по свое, не подлегнувај на тоа што треба, што мора, туку што треба. Подкастот е едината на радиото, според мене, затоа што кога сакаш го вклучуваш, го има складирано некаде стои, нели? Кога сакаш ќе го чуеш таму од кај што си запрел, кога сакаш пак ќе го чуеш. Ти благодарам уште еднаш, а вие, драги мои, се надевам дека и денеска слушнавте и видовте нешто што на ниту едно друго место го нема, или нема барем ништо слично како овде во Ништо лично со вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Да сте живи и здрави, се гледаме за 7 дена со нови гости.